сега ќе зборуваме за Карпошово лето. Температурите до 40, меѓутоа мислам уште денеска. Во текот на следните денови веќе ќе биде нормално лето со температури до 36 и 7 степен, така да во нашето студио ни пристигна господинот Сотир Лукровски, се разбира градоначалник на општина Карпош, една мораме да кажеме од поубавите општини во Скопје, ако не и најубавите, така секој си знае за себе. Добро, но убаво ќе се случува и секогаш имате навистина можни интересни, еве кога се работи за Карпошовото лето, манифестации, меѓутоа што ние ќе може да очекуваме, ќе ни кажете, затоа сте и тука, нели? Добре ни дојдовте. Добро утро, добре ни дојдовте. Благодарам што ја прифативте нашата покана да бидете дел од утринската на телевизија Алфа и да говориме за убави работи кои ќе се случуваат ова лето токму во една од најурбаните скопски општини, општина Карпош. Што е најново и што е тековно во општина Карпош, господин Лукровски? Добро утро, пред се поздрав до гледачите и благодарност до вас за можноста да се дополнително афирмира најубавата општина. Значи, и во овие летни денови, на овие горештини, темпото во Карпош е, да кажеме, јако, на народски кажано, се одвиваат проекти кои се веќе започнати, се привршуваат, имаме проекти кои треба да се почнат исто во овие летни денови, значи се работи воглавном на инфраструктурата. Тука нешто да не подзаборавам, за среќа со оние средства кои ги добивме од владата благодарение на премиерот и благодарност, инаку навистина не знам со она што е од нашиот буџет предвидено во комуналниот или делот кој се занимава со инфраструктура, би било многу малку, но за среќа, како што реков, ги имаме овие средства. Постојано се градат нови улици во Бардовци, низ целата територија на Карпош имаме дел завршени, моментално се работат Атинска, Загребска, Трифун Бузев, 1867 ја завршивме, скоро што беа во тек работите. Имаме две спортски сали во училиштата Димо Хаџи Димов, која е во завршна фаза. Во моментов ќе се набавува и опрема веќе за истата. Во подготовки сме за започнување на салата во училиштето Братство. Го завршивме проектот за базенот во склоп на салата Партизан. Веќе од септември стартува договорот со Пливачка федерација, каде што ќе се пронајдат во базенот сите клубови, но и дечињата од прво до трето оделение од општината Карпош. Во близината, кога веќе го спомнавме Партизан, кој исто така можам да се пофалам дека со моето доаѓање го ставивме во комплетна функција. Во близината на Партизан исто интересен податок за Карпошани, нешто што се очекува. Тоа е црквата која се гради веќе неколку години. Се надевам дека некаде таму кон крајот на годината, на некој од оние убави празници, народски кажано слави кои ги имаме, дека црквата ќе биде осветена во завршна фаза, така да и тоа ќе биде едно убаво нешто што ќе се случи во Карпош. Имаме заедно во соработка со Министерството за образование доградување на капацитети на училници во Димо Хаџи Димов, 6 училници. Веќе е отпочнат проектот, веќе се изведуваат работи. Во проект на задача е и училиштето Петар Попарсов, кај што ќе имаме 4 училници, градинки. Многу нови проекти, многу започнати проекти. Една завршена градинка, само што ова да дополнам, една градинка која е во тек и уште една градинка која за 20 на дена ќе почне да се реконструира. Да, ете, верувам дека во Карпош има навистина едно работно лето. Токму така. Оно кое што импресионира е дека постојано сте на терен помеѓу вашите сожители, вашите граѓани, кои што ви ја дале нормално и довербата за прв човек на општината, се случија отворени денови на кои што имаше голем број на граѓани кои што дојдоа секако, нели лице во лице со вас да ги кажат сите оние проекти, потреби кои што им се и права нужни секако. Која е целта на еден таков отворен ден од таков вид секако и колку е важна блискоста со оние кои даваат довербата?
Значи, видете, преку личниот контакт со граѓаните можете да почувствувате како дише општината. И тука најдобро ќе видите, ќе се соочите со проблемите на луѓето, кои вие можеби во некоја форма и сте ги наслушнале, подслушнале, меѓутоа најдобро е кога од прва рака ќе дознаете за нивните проблеми. Ние веќе организиравме од овој тип, инаку јас и претходно имав пракса да примам граѓани, меѓутоа тоа не беше сконцентрирано во еден ден, него беше парцијално како има време, меѓутоа сега го сменивме концептот и веќе организиравме два отворени дена од овој тип. Значи, во принцип, оние кои се најповикани, најчесто луѓето имаат потреба од оделенијата за урбанизам, комунално, инспекција, енергетска ефикасност и така натаму. Значи, раководителите се присутни на тој отворен ден и јас како градоначалник и да ви кажам се покажа одлично како пракса. Имаме по околу 100 луѓе во период од некои 3-3,5 часа, ги евидентираме нивните проблеми, си ги делиме како задачи, даваме фидбек да се уверат граѓаните дека не е тоа само проформа, дека ќе дојдат, ќе кажат и толку ќе биде, ги посетуваме таму каде што треба да го видиме проблемот на лице место и ги решаваме проблемите. Да, ите убав пример, позитивен пример за непосредна блискост со граѓаните, нели оние за кои што и се работи во општината. Она кое што исто така повторно мене ме импресионира како човек и граѓанин е тоа дека за секоја категорија на граѓани имате посебни мерки и посебни активности. Тука ќе ги напоменам оние од ризична категорија група граѓани за кои што имате посебни проекти, пензионерите кои што никако не ги заоставувате и секако најмладите, оние кои што треба да се задржат во општината, придонесе за возачка дозвола и сите оние проекти кои што ите накратко вие ќе ги споменете тука. Така, значи, се расширивме со оние проекти од инфраструктура и од овој дел се надевам дека нешто нема да заборавам. Значи, како што споменавте, од најмладите, субвенции за новороденчиња, субвенции за првачиња, имаме одлична, бајде да кажеме, избор на ранчиња, машки, женски, заедно со прибор, поддржуваме дечиња кои се талентирани со одредена висина на стипендии. Еве пред некој ден беа кај мене дечињата од 3 основни училишта во Карпош, 3 дечиња кои беа дел од 6 члената. Значи, Карпош во државната репрезентација која учествуваше во Романија на јуниорското математичко првенство беше застапена со пола репрезентација, на што сме особено горди. Се вратија децата со една бронза, со пофалници, така да тој тип на дечиња ги субвенционираме, ги стипендираме. Исто така оние дечиња покрај овие кои се надпреваруваат во природни и општествени науки, ги негуваме и децата кои се определиле за спортот преку спортски игри, организирани лиги во неколку спортови во општината. Исто така организираме одмор за истите, оние популарни кампови во соседна Грција. За ранливите категории, како што спомнавте, солидни средства. Во првиот повик чинам беа околу 3,5 милиона, сега имаме дополнителни средства за социјално ранливи категории. Гледаме колку можеме и на тие наши сограѓани да помогнеме, така да нешто не пропуштам. Општина Карпош е можеби една од општините која најмногу на некој начин враќа во своите граѓани. Сега, покрај тоа што сакаат средени улици, чистота, паркинг и сето она кое што е нужно за граѓаните и жителите, Карпошани секогаш сакаат добра забава, убави културни манифестации кои што традиционално се привлекуваат низ годините. Што ќе се случува во втората половина на месец август и дали веќе сме спремни за култното Карпошово лето? Токму така, значи во престојниот период, на крајот од август, кога луѓето веќе нели се прибираат во Скопје, ќе можат да бидат наши гости на територијата на општина Карпош од 20 до 30 август ќе се случува Карпошовото лето. Припремите се во завршна фаза. Денеска мислам дека го имаме и завршниот состанок со тимот кој работи на програмата. Имавме јавен повик, имаме
одлични апликанти, не би сакал сега пред време да излегувам со имиња, меѓутоа имаме етаблирани музички артисти, уметници и така натаму, така да Карпош во тие 10 дена ќе се претвори во една голема сцена, од плоштадот Делфина, платото на Млечен, фонтаната во Карпош 3, холот на исто на административната општинска зграда, училиштето, училишниот двор на Петар Попарсов најверојатно ќе биде претворен во летно кино, така да голем број на музички настани, уметности, така. Убава забава, секако од музички, уметнички карактер. Ете, покана до сите и карпошани, меѓутоа и сите оние кои што ќе бидат присутни во главниот град во тој период. Ќе ни биде чест и задоволство да ги пречекаме сите. Има ли најавени гости, можеби од надвор? Не во согласно со нашата пределба за негување на нашиот фолклор, традиција, култура, ние оваа година прва за мене се свртевме кон нашите изведувачи и уметници. Така. Колку им давате фокус на токму овие културни манифестации и проекти кои што ја отсликуваат убавината на општината и колку би станале традиција во идниот период, секако и во идниот период од вашиот мандат? Значи, покрај сите овие редовни активности кои ги имаме, секогаш делот на културата е во фокусот во Карпош. Тоа е традиција, не дека нешто почнува сега со нас, меѓутоа си ја негуваме традицијата и пробуваме да дадеме некој придонес од новото време, да кажеме, еден нов печат, да не знам колку имаме време, да не пропуштиме да кажеме во најава дека оваа година ќе прославиме и юбилеј. Така, 50 години општина Карпош. Така, 50 години. Државата... Верувам, веќе се подготвувате полека и за... Македонија 35, Карпош 50, така да коинцидира малку со юбилеите. Се надевам дека и ние спремни ќе го дочекаме. 3 ноември е денот. Так. Замислата е многу порано да го отпочнеме празнувањето, значи 25 дена пред 3 ноември да продолжиме 25 дена по 3 ноември, секој ден по еден настан кој ќе одбележи годишнината и така символично да ги прославиме тие 50 години. Очекуваме многу гости од збратимени општини и така натаму. Ќе имаме една убава свечена академија, така да веќе течат подготовките и за юбилеот. Значи, на повидок нема одмор ова лето и ова есен, ќе се работи максимално во општина. Јас би сакала само да се надополнам. А ме воодушевува фактот што, еве како градоначалник, ги споменувате дечињата, кои што не се нашата иднина и токму имавме и тема за оние неубави случаи кои што сите ги доживеавме за жал и како сето тоа да се спречи. Меѓутоа, еве вие како работите, многу ми се допадна проектот со базентот. Морам да признам, секоја ви чест за тоа, затоа што пливањето е многу важно за физичкиот и менталниот развој кај дечињата и многу се радувам. Поради ова се надевам дека ќе земат пример и останатите општини од вас. Се надевам и многу е битно и еве и апелирам до родителите. Се надевам дека тоа ќе биде прифатено и од родителите, ќе добиеме Западниот свет, сите од мали нозе започнуваат токму број 1 им е пливањето во животниот процес на дечињата. И затоа убаво од ваша страна. Вие сте жител на Карпош од секогаш? 53 години. Што најмногу сакате во Карпош? Мирисот на липите. Мирисот на липите, браво. И знаев дека тоа ќе ми одговорите. Тоа не врзува за еден период кога нашите постари сограѓани во тоа време пак користеа некое столче од дома да соберат од липите и ден денеска мирисот липите подсетува на еден Колку полесно се работи во општината кога си го знаеш секој незино делче внатре во неа? Па прво се чувствуваш комотно кога го познаваш секој ќоше, кога си го поминал секој школски двор на некој начин, си престојувал тука во цел живот, се чувствуваш многу комотно, ако емоцијата допринесува да имаш и подобри резултати, нели? Токму така. За сите овие големи и малку помали проекти, неопходна е соработката, која што е кохерентна, како што можам да забележам, со новата скопска градска власт, меѓутоа и со централната власт, споменавме владата. Колку е општина Карпош амбициозна во нови проекти и во работкаите секако и со централната власт и со новиот скопски градоначалник. Постојано ве гледаме рамо до рамо со Ѓорѓиевски. Верувам дека има добра соработка. Имаме одлична комуникација, се извинувам.
што се покаже и во деновиве на невремето. Не го спомнавме, сакам таа тема веќе полека да ја затвориме. Карпош беше една од, ако не и најпогодена општина, зависно од типот на згради, проекти, кровни конструкции, имавме 85 паднати и ја користам оваа прилика да се заблагодарам и на градот за помошта која ни укажа, но и на компаниите, оние градежни фирми кои од првиот ден до ден денеска се ставија на располагање со својата механизација, без која мислам дека тешко ќе успеевме да го достигнеме овој степен на среденост која сега не сме уште готови. Имаме уште некој ден работа и полека да се вратиме во редовните. Така да ја истакнам соработката со градот, со централната власт, со сите министерства. Значи, сега некого да не набројувам да промашам, меѓутоа ни се достапни министрите во секој момент, на секое прашање. Одржуваме редовен контакт со станоци. Разговаравме околу евентуален трет повик. Се надевам дека во текот на наредната година ќе има и трет повик за средства кон општините. Ние веќе изготвуваме проекти, се подготвуваме, така да дочекаме спремни. Она што е во наш буџет исто така правиме проекти. Многу е убаво да се слушне дека навистина се работи со полна парја и во делот на културата, а секако и во делот на инфраструктурата и оние проекти кои што се нужни, кои што граѓаните ги очекуваат секако од вас. Во интерес на времето мораме да привршуваме уште еднаш и да подсетиме од 20 до 30 август. Токму така, Карпошово лето од 20 до 30 август. Се надевам уште денес во Пладневните, ако не утре, ќе почне и кампањата. Се надевам наредна недела, понеделник, вторник веќе ќе направиме и еден прес каде што ќе ги презентираме нели дел од учесниците, ги поканувам сите да бидат дел од Карпошово лето, да другаруваме, да соработуваме. Така, многу ви благодарам што бевте дел од Добро утро секое утро. Знаете, секогаш сме во поддршка на сето она кое што се прави во интерес на јавноста, во интерес на граѓаните и секогаш да говориме само за убави проекти и манифестации. Ви благодарам, секое добро. И јас ви благодарам и само едно малку кратко прашање. Ја следите ли утринската наша програма Добро утро секое утро? Како не? Така. И ги слушате гледачите кога коментираат за одредени теми. И тука можеме да го слушнеме гласот на граѓаните. Така, да. Тоа е добар показател. Секако. Ви благодарам многу. Ви посакувам успешна работа и успешно Карпошово лето, па да се видиме повторно. Ви благодарам. Исто.